ако одите по оваа законска процедура, вие имате временски термини, нели? Да се даде на ревизија, да се добие одговор од ревизија, да се даде на супер ревизија, да се добие одговор на ревизија и сето тоа ревидирано да го аплицирате во општина. Па таму да сочекате. И сето тоа, нели, има некој свој и финансиски ефект. Проектантите се плаќаат, не знам, плаќате комунали, плаќате ова, плаќате. Зашто? Затоа што вие тоа го работите законски затоа што сте дел од законот на детален урбанистички план. Деталниот урбанистички план ги носи капацитетите. Значи, водоснабдување, снабдување со енергија, просторно снабдување, зонско снабдување, значи вие сте планирани да бидете таму со својот капацитет, 5 ката, 6 ката, вакви станови, такви станови, густина на население. И значи плановите, урбанистичките планови тоа го предвидуваат. И сега вие влегувате со дивоградба. Како? Значи, тоа е тотално едно лудило, затоа што вие морате законски да се приклучите на инфраструктурата на градот. Како може да ве приклучи ако сте дивоградба?